Кампањата за изборите изгледа започна, додека ВМРО ДПМН и официјално најави дека нивниот караван обнова од денеска тргнува на терен. Заев по 10 дена медиумска пауза го фрли намас единственото оружје кое го има – Преспанскиот договор. Како што наближуваат изборите, сегашното раководство на ВМРО ДПМН продолжува да заговара опасни идеи за укинување или поништување на договорот од Преспа. ВМРО ДПМН сака да го укине договорот кој не донесе до полноправно членство во НАТО и на чекор до започнување на преговорите со Европската Унија. Дали ова е најава дека за време на кампањата ќе се обидува да ја натера опозицијата да се занимава со Преспа, што е лизгав терен, наместо со економијата, здравството, образованието и останатите области, во кои власта речиси досега воопшто не забележа видлив успех со кој би можела да излезе пред граѓаните. Додека социјалдемократите наметнуваат расправа од типот што би било кога би било, од опозицијската ВМРО ДПМН категорично одговараат дека ќе го ревидираат Преспанскиот со поддршка на граѓаните, односно ако добијат двотретинско мнозинство во парламентот. Ние не се закануваме, ние укажуваме она што граѓаните го мислат, што ВМРО ДПМН го мисли, ние сепак стоиме позади тоа дека овој договор е штетен. И ќе биде штетен и ќе остане штетен бидејќи се задира во идентитетот, се задира во се она македонско. И точно така ние веќе неколку пати кажуваме, доколку граѓаните ни дадат шанса, да, ние ќе пробаме да го ревидираме. Не се закануваме кој никога, сакаме да имаме пријатели на секаде, но се разбира не треба да се срамиме од тоа што сме и никогаш нема да се срамиме. Ние сме македонци, ќе останеме македонци каде да сме. Останува отворено прашањето дали ЗАП и неговиот тим во недостаток на идеи за својата изборна програма, силите ќе ги насочат кон негативна кампања против идеите и програмата на ВМРО ДПМН.